И покрај доделувањето субвенции, земјоделците и понатаму со скепса гледаат во осигурувањето на земјоделските посеви. На прсти може да се избројат фармерите кои ги имаат осигурано своите земјоделски површини од град и поројни дождови. Најчесто се осигуруваат лозовите и овошните насади, а многу помалку градинарските култури на отворено. Скепсата се должи во недовербата на земјоделците во осигурителните компании. Тврдат дека компаниите не вршат обештетување според направените штети, туку исплаќаат многу помалку. Данаил Паланков тврди дека осигурувањето е добро, но земјоделците ќе треба предвремено да платат. Многу од луѓето не осигуруваат насади, нели го имат тоа оште искуство од поодамна, кога насадите кога биле осигурени, всушност на крај не им било ништо исплаќано или ќе дојде после 10-15 дена и ќе ви каже ова ќе биде супер производство и нема да имате проблем. Јас искрено никогаш не сум осигурал и што се случи тоа, значи сум поплаван, не сум добивал оштета, тоа е тоа. Една година сум, една добив, другата не, ама знаејќи дека како работат осигурителните компании, не сум кај осигурителните компании воопшто не знам. Значи тоа го зборувам од моје искуство, а од прилика знам дека тука се и другите земјоделци на ова размислување. Малиот број на осигурување земјоделски посеви се должи и поради навиките земјоделците да бидат обештетувани од државната каса при елементарни непогоди во висина од 15%, откако општинските комисии ќе направат увид во штетите по земјоделските површини. Од Федерацијата на фармери и понатаму остануваат на ставот дека земјоделците мора да ги осигуруваат земјоделските посеви од елементарни непогоди или пак да вложуваат во агротехнички мерки кои може да ги ублажат последиците од град и поројни дождови како што се заштитните мрежи. Како би можеле да го заштитат своето производство од ваквите климатски промени кои секојдневно ни се случуваат, бидејќи реков и на самиот почеток на излагањето дека тоа е веќе рак рана ќе биде, не знаеме ние кога, како и по кои услови ќе ни дојдат овие климатски промени, што ќе ни донесат, дали обилни врнежи, дали град, дали снег, дали суша. Имаме ние во излагањето на почитуваните професори од факултетот кои се наши драги гости, универзитетски професори кои е проблематиката овие настани, кои ни кажаа дека ние ќе дојдеме во ситуација каде што сега ако имаме изобилни врнежи од дожд, ако имаме преголеми количини од вода, ќе дојдеме во ситуација каде што водата ќе ни биде на нас повеќе од потребна. Државата веќе неколку години доделува субвенции за осигурување на земјоделските посеви и тоа во висина од 60% од осигурителната основица по хектар засадена површина.